20 ноември е меѓународен ден на детето и токму на оваа тема зборуваме и го посветуваме овој разговор на оваа тема. Тоа сакав да кажам, инклузија на децата кои што се надвор од училиштата во образовниот систем. Го држам овој извештај за кој што ќе стане збор во следниве неколку минути. Добро утро и велам на денешната наша прва гостинка Емилија Ветеровска, координатор на проектот Инклузија на децата што се надвор од училиштето во образовниот систем при Македонскиот центар за граѓанско образование. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов и поздрав до сите гледачи. Малку подолга беше најавата, меѓутоа ќе зборуваме за навистина нешто интересно. Кога станува збор за децата, тие се нашето богатство, нашето наследство, секогаш е убаво да се посвети внимание. Не сум за многу од овие факти за кои што ќе стане збор, би почнале првенствено со генерални информации за овој проект. Вака, проектот Инклузија на деца што се надвор од училиштата во образовниот систем започна да се реализира во април годинава и планираме да го реализираме до декември 2020 година првично. Имплементатор на проектот е Македонскиот центар за граѓанско образование во соработка со Министерството за образование и клучните релевантни образовни институции во земјата, а финансиски е поддржан од Детската фондација Песталоци од Швајцарија. Целта на овој проект е всушност да го зголеми опфатот на децата во училиште, да ја подобри инклузијата на децата кои што не одат во училиште, а ние се обидуваме да ги вратиме или да ги запишеме на училиште и сето тоа преку воведување на еден одржлив модел на кој што на ефективен начин би ги идентификувале тие деца, кои деца не ни се вклучени во образовниот систем, би направиле и би создали услови за да ги вклучиме во училиштата во рамки на образовниот систем и не само да ги вклучиме, туку и да ги поддржиме во насока на нивно завршување на задолжителното образование. Целна група на проектот ни се деца од 6 до 17 години, значи тоа се некои генерални информации околу проектот. Одлично. Можеме ли да кажеме нешто повеќе околу теренското истражување? Овде имаме статистика и имаме бројки кои што до некаде се зачудувачки, барем кога станува збор за овој за оваа целна група. Во 2017 година беше спроведено теренското истражување и морам да кажам дека сите активности кои што се планирани во рамки на проектот произлегуваат од наодите на теренското истражување. Ние, оно што можам да кажам е дека идентификувавме поприлична бројка на деца кои што не се вклучени во образовен систем. Значи, или не се воопшто запишани, или пред време го напуштиле тој образовен систем. Истражувањето ни даде некаква слика за тоа кои се најчестите причини зошто состојбата е таква каква што е. И при тоа, она што беше идентификувано е дека и во двата случаи, во случаите кога детето не се запишува во училиште и во случајот кога предвремено го напушта училиштето, најклучни фактори се сиромаштијата и миграцијата. Значи, тоа се фактори кои што се клучни зошто децата не ни се опфатени во образовниот систем. Има и други фактори од типот на работа, децата работат, питаат по улици, предвремени бракови, меѓутоа сиромаштијата и миграцијата се главни фактори. Исто така, преку истражувањето добивме и слика за социјалната состојба на семејствата. Обично тоа се семејства во тешка социјална положба, на кој што навистина им треба поддршка. Не само на децата како деца да се запишат во училиште, туку и на семејството да знае како да го поддржи и каква поддршка да му даде на тоа дете за да се задржи, за да може да остане во училиште, бидејќи, како да кажам, најчесто тоа се деца од родители кои што или немаат завршено образование или имаат низок степен на завршено образование и они и да сакаат, во некои случаи не знаат како да го направат. Како истражуваш за вас, какви беа овие бројки? Дали беа фрапантни, ги очекувавте или кои беа очекувањето? Бројките се фрапантни, искрено кажано, јас не ги очекував. Не очекував дека толку ќе бидат високи бројките, со тоа што исто така да речем фрапантен податок и фактот што да речеме десеттина години наназад нас опфатот во образование на децата ни е 90% и тој не се менува 10 години. Значи ние континуирано имаме 10% деца
кои што не се вклучени во образовниот систем, и една декада тој факт не се менува. Значи, мислам дека е алармантно и дека треба навистина да почне да се малку поангажирано да се пристапи на оваа проблематика. Значи, не е лесна, а бара координиран и интегриран пристап, затоа што треба да се воведуваат, значи да се создаваат услови на повеќе нивоа за да може овие деца да се вклучат. Ако добро ве сватив, на статус кво сме изминативе 10 години Измина, збор. Да, на статус. По ова прашање, што прави државата? Тука се разбира и организациите, невладините организации, институции, меѓутоа што прави државата на ова прашање? Значи, не дека нема, има некакви иницијативи и активности. Тоа што ние со проектов ќе го правиме е всушност тоа, да малку повеќе да интервенираме на институционално ниво. На институционално ниво и на ниво на процедури и законски регулативи, да овозможиме малку подобри услови, за да може овие деца да ги надминат бариерите со кои што се соочуваат, за да пристапат до образованието, бидејќи тие и покрај тоа што државата по устав, по законски регулативи, значи го овозможува правото за образование на сите граѓани. Меѓутоа, овие деца немаат ист старт како, не знам, условно кажано, мејнстрим семејства или деца. Така да ние мора малку да ги прилагодиме тие процедури за да може да им го олесниме процесот, пристапот на децата до образование. Значи, конкретно со овој проект ние подпишавме меморандум за соработка со Министерство за образование и ќе планираме, нели, како што кажав, да направиме интервенција на институционално ниво. Со училиштата ќе работиме директно, затоа што и училиштата се многу битни во тој процес на инклузија, на вклучување на децата во училиштето. Таму планираме, согласно резултатите исто кои што ги добивме за потребите на наставниците, добивме некаква представа што на наставниците им дополнително им треба како наобразба или градење на нивните капацитети за да можат да работат со ваквите деца и да ги вклучат заедно со оние деца кои што редовно одат во училиште. И планираме и директна поддршка во вид на стипендија за деца кои што ги идентификуваме дека не се во училиште и активности за поддршка на нивните семејства да можат да видат поддршка на своите деца. Така. Благодарение на проектот, благодарение на Македонскиот центар за граѓанско образование, разбравме нешто повеќе околу овој факт и овој податок, иако сме 21 век, некако со напредоков на технологијава, не би требало да има вакви проблеми, меѓутоа што е тука. Како стоиме во однос на регионов? Имаме ли некои податоци како е тоа во Србија, во Бугарија, Грција, Албанија? Јас немам точни податоци за регионов, меѓутоа имав прилика да исконсултирам некои истражувања конкретно за Србија, горе-доле состојбата е слична. Слична. Не би шпекулирала со бројки, бидејќи навистина не ги имам, меѓутоа од она што можев да прочитам, ситуацијата и проблемите со кои што се соочуваат овие деца и државата и институциите за нивно вклучување во образованието се горе-доле слични како тука. Така. Би сакам ако да ми кажете и за вашата соработка на проектот со институциите, општините, учениците, родителите, колку сите овие се вклучени за подобрување на овој проблем? Значи, сите во однос на институциите, нели го спомнав Министерството за образование и образовните институции што се подкапа на ова министерство, меѓутоа ние во овој процес ги вклучуваме и Министерство за внатрешни работи, за правда и за труд и социјала, затоа што сметаме дека треба да, како што кажав, да има еден интерсекторски пристап во оваа проблематика, најмногу од аспект што, верувајте, тешко е да се идентификуваат овие деца. Значи, постојат списоци секоја година на ниво на општина, на ниво на реон, на град, кои деца се пристигнати, значи стасале на училишна возраст и треба да се вклучат. Меѓутоа, многу често тие списоци не кореспондираат со реалната слика на терен. Исто така, значи има неусогласеност на информациите, на податоците за деца, кои деца се надвор, односно кои деца се за упис во училиште. Тогаш кога ќе се упишат децата, повторно имаме проблем, оние кои што не се упишани, не се никаде евидентирани. Значи, тука има еден
како да кажам, процеп кој што не функционира. Не дека не постои систем, меѓутоа тој систем некако се покажува како нефункционален, тоа истражувањето го покажа. Така да заеднички со овие институции кои што ги спомнав преку работната група која планираме да ја формираме, планираме да креираме протокол за размена на податоци на централно и локално ниво за деца кои што се надвор, односно кои што стасале за во училиште и потоа преку тој систем да може да видиме кои деца се запишани, кои деца не се запишани и да може соодветно да се интервенира. Исто така планираме да направиме искратени наставни програми. Тоа би значило дека деца кои што е надминале возраста, например за прво одделение, имаат 7, 8, 9, 10 години, а не се запишани на училиште, да можат преку тие скратени наставни програми побрзо да се вклучат во одделение со своите врсници, бидејќи сега конкретно на терен имавме ситуација кај што имаме 10-годишно дете кое што не оди во училиште, а не сака да почне прво одделение затоа што не сака да оди со мали деца. Значи, и тоа дете останува надвор од систем. И исто така сакаме да ја олесниме и да ја прилагодиме малку процедурата за нострификација на дипломи кои што се уверени, односно за завршено образование кои што се стекнати во странство за овие лица од социјално загрозените групи, затоа што многу често имаме деца кои што мигрирале одреден период надвор од државата, таму и завршиле некој одделение, се враќаат тука, процесот на нострификација им ги признава, меѓутоа тешко оди тоа затоа што пак велам станува збор за семејства кои што можеби не го познаваат процесот, можеби немаат средства за да дојдат во Скопје, ако не се од Скопје, значи некогаш и немаат сознание како функционира цел тој механизам за да се нострифицира одреден документ. Така. Емилија, горе-доле мораме да го заокружиме овде разговорот. Јас знам дека имаме уште многу што да кажеме, меѓутоа во овие 15 на минути кои што беа предвидени за разговорот ни помина. Ви благодарам многу што бевте наша гостинка. Тука сме повторно да ги следиме сите активности на Македонскиот центар за граѓанско образование. И јас ви благодарам на поканата и се надевам дека ќе се видиме повторно.